Значи, почитувани пратеници, благодарение на многуте актуелни политички теми, ова собрание заборава понекогаш да разговара за граѓанските потреби и граѓанските права. Оние основни, во кои што апсолутно немаме разлика дали некој е македонец, албанец, турчин, влав, ром, бошњак, србин, дали некој е христијанин или муслиманин, или атеист, или припадник на друга религија, дали од Тетово или од Велес, дали од Каменица или од Струга. Во оваа ситуација сакам да ви кажам и малку и да ве оправдам пред јавноста. Имате предложено на дневен ред два закони, за кои што поотделно ќе предложам да се тргнат од дневен ред, со кои што ги нарушувате основните човекови права на граѓаните на Република Македонија, утврдени со член 18 од Уставот на Република Македонија, кој што, за да ви одзвони, дозволете да ви го прочитам. Се гарантира сигурноста и тајноста на личните податоци, на граѓаните им се гарантира заштитата од повреда на личниот интегритет, што произлегува од регистрирање на информации за нив преку обработка на податоци. Што значи ова? На денешниот дневен ред, по скратена постапка, предлагате два закони да се разгледуваат и да се донесат. Тоа е законот за банки и законот за управата на јавни приходи. Почитувани колеги пратеници, сите оние кои што не сте свесни или не сте информирани, што значи промената во овие закони? Сакам да ви кажам дека промената во овие закони значи влез на државата во најинтимните и најприватните точки на секој граѓанин. Ако некој граѓанин има потреба да купува медицински лекови, Хелекс, Лексилиум, или не знам кои други кои што не сака да се знае дека ги користи, или разноразни други лекарства, а ги купува преку својата трансакцијска сметка, односно преку својата картичка, секој вработен административец во управа за јавни приходи ќе го има тој податок. Секој вработен во банка ќе го има тој податок. Ќе има податок каде сте појадувале, каде сте ручеле, каде сте вечерале. Ќе има податок какви лекарства користите. Ќе има податок каков долен веш купувате. Ќе има податок какви поклони на своите сопруги, жени, швалерки им купувате. Или обратно. Ќе има... Не е смешно. Не е смешно, луѓе. Ова е директно навлегување во приватноста на граѓаните. Да, УЈП треба да има дозвола да влезе во сметките на граѓаните со судски налог. Со налог од обвинител. По повод истрага, предистрага, судска постапка и така натаму. И тука нема никаков спор. Во овој случај се работи за предлог во секој момент на секој граѓанин пристап на тие податоци во управа за јавни приходи и во банките. Све. Ова е тема, почитувани граѓани, која што ги нарушува правата на граѓаните. Не дали има знак на албански јазик во Дебар или нема. Не дали има знак на турски јазик во Радовиш или нема. Тоа е фолклор, тоа е романтика, тоа е историја. Ова е основно човеково право, гарантирано со член 18 од Уставот на Република Македонија. Затоа, почитувани колеги пратеници, јас верувам дека многу од вас немаат лоша намера. Верувам дека и многу од вас едноставно, интересирајќи се за други теми кои што се актуелни во собранието, и сте пропуштиле да го видите ова. Но со овие два закони, законот за банките и законот за управата за јавни приходи, се нарушува целосно приватноста на граѓаните. Комунизам било, не било вака. Предлогот, дај го, Илија. Режим според вашиот речник било, не било вака. Предлогот е точките, предлог на закон за измени и дополнување на законот за банките по скратена постапка и предлог на закон за изменување и дополнување на законот за управа за јавни приходи, од причините кои што ви ги образложив, да бидат симнати од дневен ред. Поголем срам е тоа што и ваква работа предлагате. Министерот за финансии предлага да се носи по скратена постапка, а вие, колеги пратеници, пак ќе речем, со извинување до сите вас, многу работи има во собрание, многу актуелни теми. Благодарам. Може да се довршам мислата, господин Џафери?
може би не сте се информирале, може би не ви станало приоритет оваа точка и изгласавте да биде поскратена постапка. Предлагам за го зачуваме член 18 од Уставот на Република Македонија и државата да не мора да знае што купувате за лекови, што купувате за поклони, што купувате за ручек, за вечера, што ви е хоби, што не ви е хоби, дали сакате играчки за машки или играчки, вашите деца какви играчки користат. Предлагам овие два закони да се симнат од дневен ред, да се отвори јавна расправа прво, па потоа да се одат сите постапки, да се види до каде треба државата да оди во нарушување и загрозување на приватноста на граѓаните. Предлогот. Благодарам. И ве молам, бидете малце потрпеливи, има цел ден пред вас.